Почитувани, зад мене ја следите полициската видеоснимка при акција во Скопско Визбегово, каде според медиумските полициски спектакли била пронајдена лабораторија за дрога, нелегални садници марихуана, просторија за сушење, за подготовка за продажба, шприцеви полни со хашиш, смола и што се не. Претреси се правени во неколку објекти и приведени се 3 лица, меѓу кои и 38 годишниот ИП. ИП бил затекнат при обработка на марихуаната на плантажата. И се ова се случува на 24 септември 2020 година. И се до ден денешен нема судска разрешница за овој спектакл акција на МВР. Напротив, има олеснителни околности. Причината за тоа може би лежи во фактот дека зад иницијалите ИП може би е Иван Попов, брат на шефот на кабинетот на Димитар Ковачевски, Мартин Попов. По година и пол, случајот се уште се влечени судските лавиринти, а наместо притвор, активен притвор како мерка за обезбедување, побарана од обвинителството за овој случај за ИП, судот на режимот определува домашен притвор и повеќе пати истиот го продолжува. Ако побарате на страната на јавното обвинителство за сите вакви јасни кривични дела поврзани со производство на друга, за дела спротивни на кривичниот законник, член 215 неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, обвинителството бара, судот веднаш определува мерка притвор. При тоа случаите експресно минуваат низ судската постапка. Во овој случај, година и пол, случајот тапка во место, а ИП, може би Иван Попов, е во домашен притвор. Причината не може да е поинаква, освен одолговлекување на случајот, за кога еден ден во иднина случајот добие пресуда, евентуалното време за издржување затворска казна биде скратено со времето минато во домашен притвор, дотолку повеќе ако воопшто Попов влезе во келија. Почитувани, законот и ригорозните мерки, брзото судење за ваквите случаи важи за сите доколку не се роднини или дел од СДСМ. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашање стигнато до прес-центарот. Вели, објавивте дека генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевич боледува од корона, па се бара поширок став. Додека ја замајуваат јавноста, СДСМ и незините инсталации во институциите, здравството е во колапс, меѓу другото, и затоа што нема санкции за случај како Миле Зечевич, кој што од 20 се наоѓа во активен карантин, официјално, со симптоми, заразен од корона, а ден предходно, на 19 за Водици, без заштита, без заштитна маска, без ракавици, шета меѓу граѓаните, се поздравува, комуницира со граѓаните на собрани на прославата на Водици во Охрид и ја ширел заразата помеѓу граѓаните. Срамно е за државата за вакво продолжување на злоупотребата на институциите во политички цели и заштита на оние што се дел од СДСМ, дуи и сите учесници во власта. Ви благодарам.